Почитувани гледачи, добро вечер во второто издание на емисијата Аргументи. Иако нигде не пишува и нема шпице дека оваа дебата и отворено студио се викаат така, значи нема од матичар легитимитет. Јас ја нареков така, уредништвото се согласи, додека не се подготвиме и официјално и визуелно тоа да го представиме, сепак ќе викаме аргументи. Од 7 март оваа година, кога беше затворена Балканската бегалска рута, македонската јавност како малку да подзаборави на проблемите низ кои минуваше и државата, но и 1 милион бегалци кои заминаа во западноевропските земји, претежно во Германија. Деновиве, како повторно да се отвара ова прашање за бегалците, безбедноста и односот кон нив. Во Скопје денеска се одржа меѓународна конференција посветена на бегалската криза и безбедносните ризици, а вчера во Обединетите нации на пленарна седница расправа за истата тема. Се отварат некои прашања, што со моите гости вечера сакам да им ги поставам, веројатно ти имаат повеќе одговори зошто тоа се случува. Ќе разговараме со Златко Кесковски, универзитетски професор, експерт за безбедностни прашања, бидејќи ова го допири прашањето на безбедност. Љубинка Брашнарска, представник на УНКЦР, и Јасмин Реджепи од невладината организација Легис. Добро вечер на сите тројца. Добро вечер. Ајде, прво предлагам да погледнеме еден прилог за тоа што вчера во Њујорк се случуваше на пленарната седница на Обединетите нации, каква декларација беше донесена и зашто точно се расправаше. Со рекордни 21,3 милиони бегалци на светско ниво, Генералното собрание на Обединетите нации усвои политичка декларација со која 193 земји членки се согласија наредните 2 години да преговараат за општо решение за безбедна, уредна и редовна миграција на бегалците. Ниедна држава не може да се справи сама со овие транснационални проблеми. Мораме да соработуваме повеќе од кога било. Мора да ги решиме причините за проблемот и да не дозволиме никој да биде заборавен. Мора да се справиме со поларизирачките сили кои сакаат да не исплашат и да не поделат на нас и на нив. Но декларацијата, која не е правно обврзувачка, не вклучи повеќе од генералниот секретар Бан Ки Мун за годишно распределување на 10% од бегалците, поради што групите за човекови права и за помош ја оценија како недоволна. Миграцијските текови не се нешто ново, но ланскиот досега невиден бран од над милион бегалци предизвика подоби меѓу земјите од Европската унија за тоа како да ја споделат одговорноста за нив. Заменик генералниот секретар рече дека меѓународната заедница мора да овозможи подобра интеграција на бегалците во земјите домаќини. Тоа мора да биде иднина во која мигрантите и бегалците и нациите домаќини ќе можат да живеат заедно, во хармонија и со меѓусебна почит. Претседателот на САД Обама денеска е домаќин на самитот посветен на бегалците во Обединетите нации. Целта на средбата е да се зголемат хуманитарните фондови за третина и бројот на преселени мигранти двојно. Значи можеме да ги отвориме прашањата кои веќе се наметнаа. Она што зачудува, Брашнарска е 21 милион бегалци. Тоа е голема бројка. Каде се наоѓаат овие луѓе? Од кој период? Мигранти или бегалци? Како ги нарекуваме? Дали се тоа раселени луѓе за еден подолг период? Кога зборуваме за бројката од 21,3 милиони бегалци, зборуваме за бегалци. Поголемиот дел од нив се под мандат на УНХЦР, а помал дел од нив се под мандат на УНРВА. Тоа е Агенцијата на Обединетите нации за палестинци, што работи само со палестинските бегалци. И во суштина тоа е само бројот на бегалци, 27,3 милиони, и ова е од извештајот за 2015 година, што во јуни го издаде УНХЦР. Врз основа на тој истиот извештај имаме 65,3 милиони насилно раселени лица. А во нив влегуваат и лицата кои што се внатрешно раселени од конфликт и од немири и од војна. Значи во овие 63 21? Точно. Во 65,3 милиони насилно раселени лица
И повторно тоа не ги опфаќа сите раселени лица во светот. Мораме да имаме на ум дека УНХЦР има мандат да работи со бегалците и со насилно раселените лица, вклучувајќи ги бегалците, лицата без државјанство, како и во одредени случаи внатрешно раселените лица. За кој период станува збор оваа бројка? Ова е за во 2015 година. Од кога до кога? Воопшто, генерално? Тоа не е, пресек. Не е нешто, тоа е пресек? Пресек и според овој пресек, од Втората светска војна навака, ова е највисок број на насилно раселени лица во светот. И навистина е алармантно и е потребно да се случуваат средби како што се случи вчерашната на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк, со цел владите да се заложат да ги решат проблемите на овие лица. Која е суштината на таа декларација? Што беше поентата и задачите? Иако е необврзувачки, но сепак една генерална стратегија. Прашавте уште едно нешто многу важно во врска со тоа кои се овие лица, од каде се овие бегалци. Според проценките според извештајот од 2015 година, што беше издаден сега пред неколку месеци, 54% од сите бегалци на целиот свет доаѓаат од 3 земји: од Сомалија, од Авганистан и од Сирија. А пред само неколку дена Судан, Јужен Судан исто така го надмина прагот од 1 милион бегалци кои што се избегани од земјата. Значи Сомалија со 1,1 милион, Авганистан со 2,7 милиони, Сирија со 4,9 милиони бегалци. Значи повеќе од половина од сите бегалци во светот доаѓаат од 3 земји. Практички тоа се големи жаришта и дефинитивно за решавање на тие бегалски кризи ќе мора да се поработи на самиот корен на конфликтот во нивните држави. Во врска со вашето прашање за самитот, многу важен настан беше вчера самитот, бидејќи по доста поделби и доста различни мислења што ги слушнавме во последниот период за време на бегалската криза од различни светски лидери и државни лидери, конечно вчера 193 земји членки на Обединетите нации се заложија дека ќе ги подобрат условите за сите бегалци и мигранти насекаде во светот. А тоа вклучува многу аспекти. Тоа вклучува и подобар прием на границите на државите, тоа значи подобар пристап до образование за децата бегалци и мигранти, тоа значи подобри здравствени услуги, вистинска интеграција во општеството, што значи овозможување на луѓето, на возрастните луѓе да стекнуваат вештини за работа или пак да ги имплементираат своите вештини за работа, да работат, да можат да придонесуваат во заедниците, прво за да се чувствуваат самоодржливи, второ за да придонесат кон заедниците. И тоа е многу важно и за нивниот понатамошен развој, но исто така и за развојот на нивните земји, бидејќи кога еднаш ќе заврши војната, во тој случај би имале една работна сила што е создадена, која што е спремна да ја изгради повторно разурнатата земја. Доколку со години не се инвестира во образованието на луѓето, без разлика дали само на деца или на возрастни, ќе има проблем со повторната изградба на земјата. Мора да се размислува долгорочно и мора да се размислува за сите аспекти, но секако е многу важно и е за голем поздрав заложбата што ја слушнавме и што ја видовме од потпишувањето на декларацијата вчера, сега останува оној период кога таа декларација, таа заложба треба да се преточи во вистински дела и затоа е и оставен тој преоден период за да може да се случат ефекти од таа заложба. И тоа е потешкиот дел. Така, професоре, бидејќи постојано кога се говори за овие големи миграцијски или бегалски движења
се говори од два аспекта и на два начина. Веројатно едно со друго е поврзано. Како овие луѓе да бидат што пострекни или побезбедно ситуирани со неопходна помош кон нив, да не бидат третирани како нешто што е, како да кажем, еден похуман однос кон нив, секоја држава според можностите, но едновремено се говори и за безбедносни ризици што овие големи бранови на бегалци ги носат по земите низ кои што минуваат, и тоа јас мислам од два аспекта, барем лаички, вие сепак треба да го објасните. Дали е тоа врзано се уште со феноменот на тероризам, или пак големата бројка на бегалци може во малите земји низ кои поминува да предизвикува поинаков безбедносен проблем како квантитет, разлика во култура, традиција и така натаму. Па би рекол двете. И едното и другото. Меѓутоа сепак би зелеле во обзир од кои причини се бројките на бегалци кои што се енормни, нели, во овој период од нашиот век на живење, да речеме. Значи, тоа сепак се конфликтиво прашање, значи на безбедносна девијација која што се случува воопшто во светот, и тоа е нешто на кое што мислам дека сепак Обединетите нации, па и сите релевантни други меѓународни фактори би требало да влијаат. Нели, ние имаме еден процес на деструкција на слободата, односно на квалитетот на живење општо во светот. И тоа е оној момент кој што треба во суштина да се дискутира, бидејќи бегалците се последица на овие случувања кои што се општо нарушување на безбедноста воопшто во светот. И тоа е во глобални, регионални и локални рамки се движи таа една бегалска структура, со бран кој што доаѓа од глобален во регионален, па и локален план. Од безбедносен аспект, значи промената на демографската карта, која што нели ја спомнавте вие како еден од факторот, влијае врз малите држави, нели, меѓутоа и економскиот фактор се разбира е доста значаен, меѓутоа имајќи во предвид типот, односно начините на војување и нивниот корен, од каде доаѓаат, зошто доаѓаат и кој све би можел да биде во таа структура на бегалците, секако од безбедносен аспект е многу ризичен, кој што во теков на овој период пост конфликтот, специјално во Сирија и во Ирак, нели, донесе еден тип на бегалци кои што и оние реалните, вистинските бегалци кои што бегале од виорот на војната, секако настрадаа со блокирање на дел од рутата, Балканската рута, нели, имајќи во предвид инволвираноста на дел од терористичките организации точно во овие групи, за што полесно и понезабележително да стигнат до одредени цели кои што ги имаат зацртано глобалните терористички организации кои што се во Европа. И тоа е од тие причини беше затворена Балканската рута, веднаш после случувањата во Париз, нели, инволвираноста на неколку терористи кои што беа детектирани, односно беа издвоени дека се движеле толкму по Балканската рута, нели, Грција, Македонија, Србија, Хрватска, па се до Франција, извршувајќи терористички акт во Париз. Така да имаме еден тек на настани и на мерки од Европската Унија, воопшто и од дела земјите на Европската Унија, кои што се однесуваат на сите оние луѓе кои што се опфатени во бегалскиот бран, а сепак помал е бројот, односно многу е мал бројот и процентот на оние кои што се инволвирани во терористички акти. Меѓутоа, безбедноста не може да предвиди точна бројка, нити да ги детектира во овој момент, така да, имајќи ги безбедносните аспекти, оваа бегалска криза е повлечена токму од безбедносните причини. Господин Раджепи, Легис и вие од почетокот сте инволвирани заедно со УНХЦР и другите невладини организации кои се грижат
за бегалците во делот на Македонија, но колку што знам и тогаш, претпоставувам и сега комуницирате и со соседните земји. Каква е состојбата сега во Македонија? Споредбено со, да речеме, Грција, од каде што најмногу ви доаѓа бегалците кои што минува низ така наречената балканска, западно-балканска рута. Би сакал да ми дозволите, ако може, мала реплика за професорот. Сега. Вашето прашање беше какви се тие безбедносни причини кои што може да бидат проблематични или последици за земјите покрај кои што поминуваат бегалците, односно низ кои што поминуваат бегалците. Треба да знаеме дека не сме транзит земја и нема никаква закана од пореметување на таа демографија која што постои во нашата земја. И уште една работа е тоа дека бидејќи те не застануваат тука, никој не сака да застане, дури овие кои што ги имаме во камповите не сакаат да бидат во Македонија. Тоа е една работа. Втора работа, тие луѓе кои што биле наводно поминале низ Грција, Македонија, Србија и понатаму низ Балканската рута, направиле терористички напади во Франција, не е навистина докажано, нема вистински аргументи дека тие луѓе поминале од тука. Бидејќи многу добро знаеме како функционираат терористичките групи, имаат многу пари, имаат различни идентитети, пасоши, многу лесно поминуваат, нема потреба да се мачат на овој начин. А од друга страна исто така неоправдано е поради тие терористички напади таму да се затвори Балканската рута, бидејќи ако ги имаме истите работи во Франција или во Белгија или во Германија, ајде да направиме санкции кон тие земји, да ги затвориме нивните граници, бидејќи очигледно имаат и своји луѓе, бидејќи нивни жители, граѓани прават терористички напади. Значи, зошто не одиме по таа логика и не го направиме тоа кон тие земји, туку затвараме граница и оневозможуваме право на милиони луѓе да се спасат и да добијат шанса за пристоен живот понатаму. Во однос на тоа каква е состојбата кај нас и каква е во Грција, синоќа додосна бевме во еден од бегалските кампови во близина на Солун, воен камп, каде што има 1000 бегалци, сместени во големи хангари, најверојатно некоја фабрика било претходно. И во тие хангари поставени се помали шатори и секој семејство има по еден шатор натре. Бањите и вецеата им се надвор, добиваат храна 2 пати на ден, облека се жалеа дека скоро воопшто не им доаѓа, далеку се од градот, ја имаат таа слобода да излезат за разлика од нашите бегалци. Но во однос на условите, да речеме, кај нас е многу подобро. Кај нас имаме контейнери кои што се климатизирани и цело ова жешко време има можност да се оладат, да се освежат овие луѓе. Имаме кафетерии каде што може да се напијат чај, сок, кафе, храна им доаѓа 3 пати на ден, облек им доаѓа нон-стоп, се што имаат потреба, хигиенски пакети, бањите и вецеата се многу, тоалетите многу подобри од оние кои што се во Грција. И единствено што ги прави овие бегалци во Македонија, значи во Гевгелија, во Вино-Јук и горе на Табановце, депресивни е тоа што немаат никаков правен статус во државава, немаат можност да излезат надвор од камповите. И замислете 6 месеци да седите во камп каде што имате се што е од примарните услови за живот, но немате слобода. Нашата земја е ставена во многу лоша ситуација да мора да чува луѓе на кои што Европа им рекла стоп. Ако Европа можеше да прими 1 милион, и ако може сега се уште да прима од илегалните кои што наоѓаат начини да поминат низ Македонија или Бугарија во Србија, од таму преку Хрватска или Унгарија, и да им даде право на азил, тоа зашто да не ги прими овие 200 и нешто? Вие не се обидуваат да пројдат илегално заедно со тие? Не, затоа што немаме, затворени се камповите, има полиција, ограда, семејства се каде ќе излезат, да речеме, од Гевгелија, како веднаш ќе ги најде по патот некоја од патролите од нашата или од Табановце, да речеме, од Табановце, значи во изминатиот период кога беа 1500 бегалци, сега е смалена таа бројка на 60-тина
и резултатот е тоа што имале можност, затоа што за 500 метри поминале некај Србија и Србија беше малку толерантна во однос на ова, а додека овиот од Гевгелија нема таква можност, значи и остана заглавени таму. Единствено што можете да се вратат во Грција, но Грција не е решение, тие услови кои што таму се. Колку има сега во Грција бегалци? Дали се намалува бројката? Кога се затвори Балканската рута имаше околу 50.000, а пред неколку дена таа бројка достигна на 60.000. Тоа значи дека расте бројката, иако не е толку голема, да речеме, ова време мината година имавме 5 до 7.000 дневно, но сепак ова е доказ дека бегалците не престанале да доаѓаат од Турција. Посебно во изминативе 2 месеци, таа бројка е зголемена и алудира на тоа дека се очекува во наредниот период да се зголеми многу повеќе, а Грција да нема да има капацитет и можност да ги задржи сите овие тука, па повторно да се отвори кампот во Идомени близу до Гевгелија и повторно имаме тензии на границата и да немаме ние можност да ги сопреме, па ќе дојдат кај нас. Само сакам да ви се добар за вашите прашања. Сами се демантиравте во вашите одговори. Ако замислите, ако Македонија не реагираше онака како што требаше во текот на бегалската криза, и наместо оваа бројка да е 60, да билат 5.000 или 30.000, и по она вие што викате, замислите 6 месеци да стојат во камповите да не излегуваат надвор, што ќе се случеше ако требаше да излегуваат надвор? Значи, треба да го следиме хуманиот аспект од тој, нели? Тие 30.000 луѓе за 2 милиони македонци прават голема промена во демографската карта. Една работа, значи, Балканската рута точно беше транзит земја, меѓутоа имаше доминов ефект. Ако од европските држави ги затворија границите, домино ефект на затварање на граници имаше. Зато беше контролирано движење на бегалците. Оваа криза има начин како се движела. Македонија реагираше според реакциите на западноевропските земји. Да. Па нормално, видите, ако една Унгарија е членка на Европска унија и целата граница херметички ја затвори према Србија, или Хрватска во истиот момент, па и Словенија, нели, после тоа, како сакате Македонија да реагира? Ние не сме членка на Европска унија, од друга страна од Европска унија не влегуваат бегалците, нели, сака да се движат кон европските земји. Во истата ситуација се наоѓа и Србија, мислам, не е ова само Македонија. Меѓутоа, во секој случај, Македонија со оваа бројка, ако еден голем број на бегалци останеа во Македонија по ова домино ефект, ние ќе имавме тешки проблеми. Големи проблеми и хуманитарни, значи и од хуманитарен аспект, бидејќи 30-40.000 бегалци не е малку за да можеш да се ги згрижиш, нити да се од економски аспект, меѓутоа од безбедносен, нормално. И од демографски. Така да не можете вие видите, ја ве разбирам дека хуманиот тек и аспект имат една страна, меѓутоа во секој случај имат и безбедност на своја страна и свой начин на функционирање. Ова што во овој момент се случи со бегалците е тенденција на западните безбедносни служби и нивната тенденција на реакција кон бегалците. Затоа и во западноевропските земји во овој момент има реакција на сите влади кои што прифатија бегалци. Вие на Германија има слободен пад на Меркел. Има пораст на политички план во последни избори на партии кои што беа маргинализирани, кои што се контра бегалското примање на бегалците, односно на згрижување на бегалците во Германија. Тој момент мора да го пратиме, ние мора да го пратиме. Ние сме многу мала држава за да може да се играме со било каков дел од и аспектот. Значи, не ви викам ја дека Македонија има секоја држава која што поминува 500 или 1 милион луѓе, а таа држава е 2 милиони луѓе, имаат свои безбедносни ризици. Нормална работа е тоа. Тоа е нормално. Во Македонија беше контролиран влезот. Точно заради и немаше никакви практични шанси на нас да ни останат 40 или 30.000 бегалци, бидејќи се знае кој е капацитетот на бегалците кои што влегуваат и излегуваат. Колку излегуваат, толку влегуваат. Значи, за домино ефектот јас зборував благовремено на сите медиуми и барав нашите власти да реагираат, да не ни се случи такво нешто, што кога потпишаат договор со Балканската рута сите земји во Австрија, да не ни се случи домино ефект, туку кога ќе решат да ја затворат границата, а беше известно дека ќе се направи такво нешто, дека се направи од Гевгелија, значи од Македонија, па тие
бегалци нека преминат за Србија, па Србија нека затвори границата. Битно е да не останат луѓе во земји во кои што не сакаат да останат, бидејќи тоа не е нивно право. И да, ние го гледаме хуманитарниот дел, безбедносниот дел си го гледат институциите, не сме против тоа, секој треба да се работи својата работа, значи тука нема никаков конфликт или контрадикција. Секој да се грижи за својот дел. Почетокот на бегалската криза е многу одамна. Година и пол дена трае оваа бегалска криза. Во почетокот на кризата и македонските власти беа во хаотична состојба. Ние можеме да се видиме колони на бегалци како се движат пешки, нели? И по пругата и по автопатиштата. Така да све се стави еден канален ред, меѓутоа сепак требаше време. И тој период секако донесе еден резултат кој што ние моравме да следиме како држава. Не сме ние криви воопшто за овие случувања, нити на глобален, па нити на ваков регионален план. Одиме со прилогот на колешката Пандор Чантеска. Денеска и во Македонија се одржа меѓународна конференција посветена на бегалските кризи, на бегалците, на безбедносните ризици. Па тоа отвара едно друго прашање за кое ќе разговараме веднаш по рекламите. Експертите кои следат мигрантската криза прогнозираат дека следното лето на Европа ќе се случи нов бегалски бран од афричките земји преку Медитеранот. Бродови полни со мигранти секојдневно пристигнуваат во Италија. Властите тешко ја спроведуваат регистрацијата која треба да ги раздвои бегалците од мигрантите. Состојбата ја пренесува председателот на Европското движење во Италија, Виргило да Столи. Отворивме неколку центри за оваа цел, но мислам дека првото нешто кое што треба да се направи е да се смени регулацијата за аплицирање. Треба да го смениме начинот на кој што ги распространуваме, ги дистрибуираме бегалците низ Европа. Во моментов само 5 земји, европски земји, примаат бегалци. Првите луѓе на Европското движење кои денеска во Скопје зборуваа за предизвиците од бегалската криза, реагираат дека некои членки ги кршат законите на Унијата, кога не го почитуваат принципот на распределба на бегалците. Турција во споредба со Европската Унија многу подобро ја менаџира кризата, сметаат од Европското движење во оваа земја и предизвикот сега го гледаат како на бегалците да им обезбедат работни дозволи и образование. По камповите на границата со Сирија сместени се околу 3 милиони бегалци. Кога станува збор за договорот помеѓу Европската Унија и Турција, тогаш сметам дека постои еден вид на фрустрација кај бегалците. Доколку ги погледнеме замените еден на еден, согласно шемата за повторно населување, досега само 1200 луѓе беа повторно населени во Европа, согласно овој договор. Доколку чувствуваме дека договорот помеѓу Турција и Европската Унија ќе влие врз бегалците како еден вид на механизам за издржување, тогаш овој договор не функционира. Потврдено е со бројките кои ги добивме. Но освен предизвикот за хуманитарен третман, земјите од Балканската рута која ја користеа мигрантите пред договорот се соочуваат и со прашањето на безбедноста. Според аналитичарите, на 100 мигранти еден има деструктивни намери. Од Европското движење во земјава побараа сразмерна одговорност од европските земји членки. In many occasions, from almost all member states of EU and from almost all member states of CI, сите држави членки на Европската Унија и сите членки на ЦЕИ, Република Македонија е пофалена и изразена е благодарност до Република Македонија дека успешно сме се справиле со таа бегалска криза. Да, секако можеле некои работи да се направат подобро, меѓутоа воопштено врз основа на овие 3 теми кои што ги спомнав и кои се теми на нашата конференција, ако зборуваме за вредности, ние ги покажавме нашите европски вредности. Во Европа има 1,2 милиони бегалци. Последните 2 години земјава ја поминале 900.000. Еве во аргументи разговараме со Златко Кесковски, професор по безбедност, Љубинка Брашнарска од УНХЦР и Јасмина Джепи Легис за можноста за повторно доаѓање на нов бран бегалци. Барем така експертите на денешната меѓународна конференција не јавија, иако се најавуваше, се сеќам со Јасмин неколку пати кога разговаравме за оваа есен, да се претпоставуваше дека ќе има нов бран бегалци, но еве сега гледаме дека тоа како да е одложено за до година.
напред. Станува збор, колку што разбрав, за бегалци од Африка. Овој пат, од таму се очекува поголем бран. Господине Брашнарска, може да објасните која е сега активна рута? Дали се очекува повторно отварање на Балканската рута, бидејќи се очекува нов бран бегалци, како по-безбедна, да речеме, ми се чини беше декларирана нашата од она преку Италија. И за колкава бројка на бегалци може да стане збор во наредниот период? Малку повеќе околу тоа, значи. Така. Во УНХЦР ние не се обидуваме да не шпекулираме за идни движења. Тоа што е сигурно е дека се додека се условите во земјите кои што ги прифаќаат бегалците недоволно добри и бегалците не можат да ги остварат своите основни човекови права. Не зборуваме ниту за права за бегалци, туку зборуваме за основни човекови, фундаментални човекови права, се до тогаш тие ќе бараат начин да се придвижат кон земји каде што имаат информации дека нивните човекови права и нивните права како бегалци ќе бидат подобро почитувани. И секако ќе се движат кон земјите кои што имаат посоодветен и подобро изграден систем за азил. Да. Точно. Така што навистина не би сакала да влегувам во шпекулации во врска со нов бран бегалци. Тоа што требаше овој бран бегалци да не научи и да ги научи земјите од регионот и земјите во Европската Унија е дека системите за азил во земјиве не функционираат толку добро колку што треба да функционираат. Но вие рековте дека мора да ако тие не се било кои луѓе што предвидуваат, значи не е произволно веројатно. Имајќи ги предвид сегашните движења, состојбата политичка и воена од таму каде што бегаат, дека ќе има нов бран, што значи дека вие како УНХЦР исто така ќе треба да се соочите со прво тоа би значило дека нема никакво не се очекува никакво влијание во подобрување на условите во земјите. А тоа не можеме да го предвидиме, затоа што јас искрено се надевам дека ќе продолжи да има силно влијание во подобрување на условите тоа нема, не ни гледаме дека има. Во сите земји. Уште Сирија не е решена, а камоли Судан и останатите. Сомалија, каде што рековте дека има. Не зборувам само за земјите во конфликт, туку за земјите од регионот кои што имаат примерно најмногу бегалци. И затоа и всушност во договорот помеѓу ЕУ и Турција имаше и клаузули за помош на Турција, за да може Турција соодветно да им излезе во пресрет на барањата на бегалците. И помошта на земјите кои што се домаќини на бегалците е многу важна. И не е само Турција тука, и Либан, и Јордан, и Ирак се домаќини на голем број бегалци. И дефинитивно товарот за помош на бегалците не треба да падне само на овие неколку земји. И заради тоа е повторно важна декларацијата што вчера беше усвоена. Во врска со бројките повторно, значи нема, а во врска со Балканската рута. Која рута сега активна? Па искрено јас не би кажала дека рутата е затворена. Која? Балканската рута. Затоа што имаме секојдневно информации дека бегалците го бираат најтешкиот и најризичниот можен начин, а тоа е преку користење на шверцери, кои што многу често се врзани и со други криминални действија, па дури и со како се вика, трафикинг, трговија со луѓе, да, па дури и со трговија со луѓе, каде што бегалците влегуваат во многу ризични шеми, не знаејќи дека може да бидат жртви. Од каде проаѓаат сега? Тоа ме интересира. Значи, бранот на бегалци не е запрен. Слушаме дека се уште се дават во Средоземното море, дека проаѓаат преку Бугарија. Има 60.000 обиди из Македонија повторно да пројдат во овој период од 13 месеци.
60.000 И нема само обиди, затоа што ние информации од Србија добиваме дека доаѓаат бегалци и низ нашата земја и низ Бугарија влегуваат во Србија. Така што едно е сигурно, дека се додека не се остварат и се додека не постојат правни начини, легални начини на кои што бегалците ќе можат да дојдат до безбедни земји, тие ќе се обидуваат на очаен начин да стигнат до своите дестинации. Затоа е многу важно државите, освен тоа што се грижат за своите интереси, да размислат, да воведат хуманитарен влез, хуманитарни визи, студентски визи за бегалци. И јас сум сигурна дека овие држави се способни, и тоа како се способни да ја одржат безбедноста, и тоа без проблем. Што е потребно е да се има систем, да се има добар систем за азил и добар систем на прием. Приемот што значи регистрација, идентификација на луѓето кои што доаѓаат и понатамошно спроведување. Ние како УНХЦР не само што сме против тоа, туку напротив, ние ја поддржуваме целосната регистрација на бегалците. Тоа е безбедно и за самиот бегалски бран, бидејќи самите бегалци би биле жртви на можни такви елементи кои што би биле инфилтрирани во брана. Еве, например, ние минатата година, кога се вршеше се уште регистрација, кога имаше бегалски бран, ако се сеќавате на почетокот на бегалската ситуација, безбедностите власти не можеа да ги регистрираат сите бегалци што влегуваа во државата и тука се јавуваше една голема разлика помеѓу бројките на УНХЦР и бројките на МВР, а тоа беше бидејќи едноставно немаше доволно службеници кои што можат да ги регистрираат. Ние издвоивме финансиски средства, плативме 22 внесувачи на податоци, чисто како внесувачи на податоци, за да може полицискиот службеник да го користи своето време само за проверка на податоците, а не и на техничко внесување на податоци. Така што дополнително плативме за развој на софтвер за регистрација, значи ние целосно ги поддржавме властите во намерата за 100% регистрација. И од декември, ние веќе, од почетокот на декември, МВР имаше 100% регистрација на сите што влегуваат во државата. Така што многу е важно и многу често се зборува за безбедноста и за хуманиот аспект како две нешта кои што се заемно исклучиви. Јас искрено и длабоко верувам дека тие две нешта можат да функционираат заедно. Дека не мора да значи дека ако сме хумани, ќе бидеме небезбедни. Не, тоа само значи дека треба поголема координација, подобар систем, но третиот аспект што реално го занемаруваме е правилноста и правноста на одлуките и на постапките. Значи, едно е безбедносниот аспект, второ е хуманитарниот аспект, а трето е колку од постапките се правно засновани, а колку не се. И ние како УНХЦР од секоја држава бараме да се води според прво домашните закони, второ според меѓународните закони и стандарди и според конвенциите кои што ги има ратификувано и подпишано, и на тој начин има преземено обврска. Како оценувате Македонија во овој ланец? Вие како УНХЦР, споредбено со она што вели Јасмин, дека во Грција, да речеме, камповите се малку солидни сместувањето од она што е во Македонија. Иако Македонија не верувам дека доби толку средства колку што и беа ветени, за да може се справи со бегалската криза. Може би Македонија не доби средства за тој безбедносниот аспект. Што се однесува за хуманитарниот аспект, јас не гледам Не исполнили обврските што од хуман аспект. Мислам дека генерална оценка на државата е дека ние го направивме нашето.
Ете, во Грција е европска земја, таа имаше повеќе средства и повеќе обврски да се справи со тоа, бидејќи е на удар од Турција. Прво е многу неблагодарно, јас би се чувствувала неблагодарно доколку споредувам одговори во земји, првенствено затоа што Грција беше истурена прва на линијата, каде што нивните спасувачки тимови буквално спасуваа луѓе, ги вадеа од морето и дотолку беше страшна состојбата што безбедносните служби и спасувачките служби не можеа сами да стасаат со работа, па доброволци од граѓаните дење ноќе работеа на спасување луѓе. Значи, затоа сакам да кажам и исто така бројките десетици илјади луѓе што се во моментов во Грција и 230 луѓе што се кај нас, едноставно не дозволуваат, мене не ми дозволуваат јас да споредувам. Дефинитивно Грција доби повеќе поддршка и треба да добие затоа што се справува со огромен наплив на бегалци. Тоа што доаѓаат, овие 60.000 повторно од Грција доаѓаат. Овие 60.000 обиди се од Грција. Во ред, тоа е затоа што во моментов да ги враќаме, да ги примиме, да ги пуштиме ке Србија па и легално. Тоа што ние треба да го правиме, односно тоа што државата треба да го прави е да постапува законски. 8 бегалци сега ќе тужат во Страсбург, Македонија, така? Точно, треба да постапува законски според домашните закони и според меѓународните закони. Доколку државите постапуваат според законодавствата, според националните и меѓународните, во тој случај не би се соочувале со тужби. Не знам... Што не тужат Грција? Не знам зашто би ја тужиле Грција. А зашто па Македонија би ја тужила? Таа тужба мислам дека е за групно враќање во Грција, што е забрането според меѓународните закони, бидејќи при групно враќање се занемаруваат правата и ранливоста на одредени категории лица. Затоа што можело да има и ранливи луѓе на кои што им е потребна меѓународна заштита. Тие диво помина граница. Тука е оној момент кој што го праша зашто служи регистрацијата. За да знаеме кои луѓе припаѓаат на едно семејство, кои од нив се ранлива категорија, кои се деца без родители, без придружба и како да им се одговори на нивните потреби. Во овој случај, кога имаме ситуација како што беше, зборуваме за Моин, каде што неколку илјади бегалци се обидоа да влезат илегално, иако значи, имаше официјално беше затворена границата, постои нешто што се вели треба да се дозволи индивидуален пристап според тие некои конвенции и да се увиде и правна постапка, што во овој случај не било направено на тој начин, туку државата гледаше да се одбрани границата и дури тука можеме да кажеме дека можеби нашата држава треба да тужи Грција за тоа што дозволила, немало полиција, туку така да се организираат или некој да ги организира луѓево и да ни влезат во државата на таков начин и после ние да бидеме виновни ако некој се удавил во реката или што се случило. Не стават во незгодна ситуација. Значи, постојат два баланси кои што од една страна имаме право, од друга страна треба да ги почитуваме нивните права како бегалци и тоа е она што моментално се случува. Значи, сите тие илегалци кои што ќе бидат фатени долж рутата, се враќаат во Гевгелија, се регистрираат, се зимаат податок страна на МВР и потоа се враќаат назад во Грција. Имаме ситуации, имаме случаи каде што има бремени жени со деца, значи кои што спаѓаат во ранливи категории, каде што државата дозволува да останат во центарот за бегалци Винојуг во Гевгелија, каде што ние понатаму превземаме грижата за нив заедно со УНХЦР Црвен крст и внимаваме на тоа. Во врска со прашувавте за моментните услови за бегалците во државата. Да. И како ги оценуваме. Во суштина знаеме дека сега доаѓа веќе повторно ладно време.
Ние искрено се надеваме дека со оглед на тоа што Вино Југ и Табановце се подигнати чисто како транзитни центри, односно како центри за прифат на патот на бегалците, а не и центри за долготраен престој, колку ние да се обидовме, еве Јасмин тоа што кажуваше дека има топла вода, дека има грејење, колку и да се обидовме ние да ги подобриме условите за бегалците таму, тие центри не се за долготраен престој. И тоа веќе се покажува и на психолошката состојба на луѓето, кои што навистина тешко го доживуваат тоа. И искрено се надеваме дека зимата нема да ја дочекаат во тие услови, туку дека ќе дочекаат во поадекватни услови и дека до тогаш ќе знаат каков е нивниот статус во државата, со цел да знаат на што да се надеваат и да знаат што да планираат. Добро, ќе се вратиме на тоа. Кесковски, се уште сакам за безбедноста да говорим. Ако има нов бран, ако тоа бидат 2 милиони, или милион, или 300.000, тоа не е мала бројка. Тие мора да поминат од негде, или преку Италија, или Балканска рута поширок. Ме подсетува на оние 11.000 луѓе за кои што говореше Јасмин, на Идомени, кај што немаше на крајот никакви услови, значи заминаа сите, и Црвен крст, и УНХЦР беа оставени да живеат, да скапуваат во Калта, во една европска држава. Веројатно тие луѓе оставени на цедило мора негде да одат, или да се вратат, или да се обидат да поминат понатаму низ Македонија. Овие 8.000 ќе ја тужат бидејќи биле вратени, ама ако тргнеа сите 11.000, срушат и ограда, и жица, што ќе правиме? Сега тоа е предпоставена ситуација, ама секоја сериозна држава размислува на тој начин. Во една друга прилика, ја го предвидов тој момент дека бегалците во еден момент ќе тргнат кон границата, ќе рушат па и овој дел легалниот Малтене, кај што беше поставена првенствено оградата, па и ќе најдат друг начин. Видите, миграцијата воопшто и она илегалната имиграција се наоѓа свој патишта како вода. Значи, ако водата, нели, како и да е, во некој момент ќе најде некој мало тупче кај што може да пројде исто и ова. Значи, во овој момент некакво движење се случува низ Македонија и низ Бугарија. Зборуваме за онај дел од бегалци кои што доаѓаат од Турција, нели, низ Балканската рута, така да вие не може да затворите херметички ништо. Тоа се движење на луѓе. И спаѓаат многу категории, многу начини и така натаму и така натаму. Најчесто илегалниот, нели, тој начин на преминување со дел од криминални елементи. Меѓутоа, во секој случај, ако дојдеме до една ситуација на наплив на бегалци од Турција, која што, нели, ние првенствено би биле предупредени, бидејќи на првена удар е Грција во секој случај, меѓутоа, па можда и Бугарија. Бугарија, ако гледаме наназад во ова година и пол дена, е некако изолирана од сиве случувања, иако граничи, нели, со Турција, меѓутоа во секој случај мислам дека границата ќе остане онака како што е. Од друга страна ние имаме проблем со Грција, бидејќи Грција не ги спроведува точно оние законски и меѓународните повелби, нели, сите оние елементи кои што треба како држава да ги превземе, и затоа бевме сведоци, нели, ние нити регистрирани, нити згрижени, нити по некаков канален ред доведени до граница за да може да премине нашата граница. И ние бевме оставени во ситуација да затвориме границата, по еден момент да ги регистрираме бегалците, иако таа регистрација, нели, враќајќи се наназад, не е квалитетна за да може да имаме некакво квалитетна податоци со кои што може да манипулираме, бидејќи безбедносните служби носат информации дека на многу места има можност да се земат, нели, документи невалидни и така натаму. Меѓутоа, во секој случај Македонија мора да преземе мерки онакви какви што беа до сега, меѓутоа мислам дека првиот бран ќе биде малку поучен, нели, за да може подобри мерки да се преземат околу ставање ред на сите тие текови на настани кои што би биле. Меѓутоа, во секој случај пак ние зборуваме за Турција, Грција, Македонија и
Србија и така натаму, а не го зборуваме онај последниот, нели, точка А, точка Б, тоа е Европската унија. Како Европската унија треба да се спрати, да се справи воопшто со ова бегалска криза, за ние само да бидеме некаков канал, односно транзит зона која што треба да иде. Овие сите проблеми кои што се јавува на нашата граница и сега се јавуваат, а и во Грција се последица на неединството на Европската унија, односно немајќи на јаловоста и на немајќи идеја како да се справи Европската унија воопшто со ова бегалска криза, која што ја препадна, би рекол, во еден момент, дека во толкава бројка би се развила во текот на минатата година. Мислам дека и во овој момент Европската унија не е спремна за да прими еден таков наплив на бегалци. Уште еден олкав, да речеме, од околу 1 милион па и поголем, бидејќи секој ден сме ние сведоци на демонстрација на неединство на Европската унија, односно вие имате 5 или 6 држави кои што примаат бегалци, а останатите 20 и неколку не примаат бегалци. И во истиот момент сте заглавени со овој наплив на 1 милион бегалци, кога Европската унија демонстрира неединство, нели? А сепак нивната крајна цел е Европска унија. Значи сега точно овој момент и оваа дискусија е рефлексија на не квалитетот на донесувањето на заедничките одлуки или квалитетните одлуки на Европската унија во однос на бегалската криза. Предлагам да слушнеме изјавата на председателот Иванов, дадена вчера, каде што повикува на единство на Европската унија и соработка со земјите кои што не се членки, кои што беа на дел од бегалската рута, па ќе се вратиме, јас пред вас сакам да продолжам на овие теми. Ја презедовме одговорноста да бидеме чувар на портите на Европа. Распоредувањето на армијата за поддршка на полицијата во заштита на границата резултира со затнување на движењето на илегалната миграција низ Балканскиот коридор. Ние треба да поддржиме ревизија на законите за учество на армијата во заштита на границите, домашната безбедност и контратероризмот. Што се однесува до побараната помош во врска со безбедносниот аспект на кризата, неколку партнерски земји одговорија со испраќање на полициски службеници, опрема за заштита на граница и финансиска помош. Имено Унгарија, Хрватска, Србија, Словенија, Чешка, Словачка, Австрија и Полска. Во моментов во Македонија има 110 странски полициски службеници кои учествуваат во заштита на нашата граница. Република Македонија е без пристап до базите на податоци на Европската унија за внес и споредба на податоците на мигрантите и странски терористички борци, со недостаток на разузнавачка соработка за размена на податоци и поднегативна медиумска перцепција за спроведување на одлуките на Унијата. И покрај внатрешната политичка криза, Македонија покажа дека има стабилни институции, што се покажа во управувањето со мигрантската криза и намалувањето на безбедностите ризици. Сакам да упатам порака до Европската унија. На Македонија е потребна помош за да ви помогне вам. Вие не можете да ги заштитите вашите надворешни граници ако прво не ги обезбедите коридорите долж државите кои се надвор од Европската унија. Македонија ќе делува во насока на заштита на националната безбедност. Какво било решение кое вклучува прием и сместување на мигранти и отварање на бегалски кампови во земји долж коридорите кои не се членки на Европската унија нема да биде одржливо и не смее да биде дозволено. Ние немаме ниту капацитет, ниту ресурси да се справиме со очекуваниот обем на мигранти. Во таков случај сосема е веројатно дестабилизирање. Господин Раджепи, вие работите на терен, но предпоставувам дека исто така ги следите овие движења на бегалциве. Какви се вашите податоци? Вие се слагате ли дека се очекува сепак нов бран на бегалци? Од каде би дошол? Од каде сега моментално доаѓаат бегалци? И дали онаму каде што одите да ги посетите нашите и во Грција, да речеме, бегалците, кои што се моментално заглавени тука, прашуваат за можноста како да заминат понатаму и дали повторно ќе се отвори Балканската рута?
Оно што е моментално активно е медитеранската рута и се следи нон-стоп состојбата, медиумите прикажуваат стотици бегалци кои што биле спасени во Средиземното море. Имате информации од каде да одат? Имате информации каде да тргнат? Дали медитеранската или балканската рута и зошто кој таа по-небезбедна се уште одат таму? Значи, вака, треба да знаеме дека еве да речеме мината година, ако земеме предвид, оние бегалци кои што се од Судан, Сомалија, значи афричкиот континент, највеќе се движа по таа медитеранска рута. И тоа е едниот хотспот од каде што се поминува, значи преку Либија или пак сега Египет до Италија. Другиот момент е Авганистан, Ирак и Сирија, кои што влегуваат во Турција и од Турција во Грција и поминуваат преку балканската рута во Европа. Едниот проблем беше решен навидум, но не се очекува дека е решение, а тоа е дека Турција треба да ги запре тие бегалци веќе да не поминуваат кон Грција. И затоа се смали, кога се затвори балканската рута, се смали и тој голем бран на бегалци, но се уште е активно. Преска го спомнавме тоа дека од тие 50.000 кои што беа кога се затвори рутата, сега имаме 60.000, што значи дека се уште има луѓе кои што поминуваат од Турција. Тоа што кај нас дојде највеќе се оние бегалци кои што доаѓаат, кои што се во Турција моментално. Турција има голема бројка на бегалци и секогаш, посебно во овие неколку недели е прашање, бидејќи Турција даде ултиматум на Европа, во октомври да се решат дали ќе ги симнат визите и дали ќе им ги дадат парите, бидејќи од 6 милиарди им дали само 9 милиони евра, што е подценувачки. Човек како председател Ердоган сигурно нема да толерира такво нешто и ќе му биде доволна провокација да ја отвори барем тоа што стои, значи оние кои што за Турција представуваат закана за безбедност, а тоа се ирачките и сириските курди кои што се на територија на Турција. Многу полесно ќе биде на нив, бидејќи еден од моментите кои што не се слагаат Турција и Европа, влегувам малку во безбедносниот дел, е тоа дека курдските терористички организации Европа не сака да ги прогласи како терористички и затоа ќе му биде многу полесно повелете, земете си ги, што не се терористи за вас, а за нас се, и завршен муабет. За жал, големите држави си играат вака со судбините на луѓето, а ние сме оние кои што сме на тој пат, на тие игри и мораме да бидеме подготвени како и ние да одиграме нашата улога. Ние сме како очекано за наковалното. Во многу незавидна ситуација сме, бидејќи и од една и од друга страна ја немаме таа голема поддршка за да можеме да се справиме онака како што би требале да се справиме. Во меѓувреме кога зборувавме со колешката Љубинка, таа спомна, значи ги имаме тие три нивоа на кои што треба секогаш да се внимава во однос на бегалците, освен хуманитарниот и безбедносниот, тука е и оној правичниот, значи колку ние ќе внимаваме на нивните права. Во овој случај големите земји не внимаваат на нивните права, а ние сме во незгодна ситуација во однос на тоа како ние ќе постапуваме. Љубинка, разбирам дека вие по дефолт како висок комесаријат за бегалци на Обединетите нации пред се и над се треба за правата на бегалците и од правен аспект и од хуманитарен, но не сте имуни на политика. Вие ги трпите последиците од неединствената политика во Европа или генерално во светот, а треба да се справувате. Вие сте малку како Македонија, всушност ставени во таква ситуација да кој пат да го одберете, дали безбедносниот, хуманитарниот, да видите брана како што види Иванов на Европа. Но бидејќи сте организирани локално, веројатно ние немаме тука сега представници од Србија или од Грција како таму го решаваат, а очигледно дека се работи за еден коридор кој што
е систем на врзани садови или предизвикува домино ефект. Имате ли соработка генерално со земјите од регионот, на почетокот имаше ли такви обиди за координација? Дали се уште постои таква координација, особено меѓу вашите организации, за да најдете соодветен начин кој што ќе кореспондира во сите земји подеднакво, за да биде протокот поедноставен и навистина пречи ова што овие луѓе се заглавени тука. Има ли во Србија заглавени кои што не може да продолжат? Имаше и спекулации дека во онаа спекулација дека бегалците фактички ги побара Германија, им требаше работна сила, па дека сега наводно ќе се отворили за уште 300.000 бегалци, дека тоа го слушате бегалците, да знаете такви муабети, па се надева дека на тој начин ќе заминат од Македонија. Може и ние се крстиме веќе со Тарасин од овие 200 тука. Мал број заглавени луѓе, на кои што не знаеме што да им правиме. Така. Во врска со соработката, значи не само што има соработка, туку ние функционираме прилично единствено. И со регионалните канцеларии, под раководство на нашата регионална канцеларија во Сараево, и со седиштето кое што ни е во Женева. И плановите кои што ние ги спроведуваме и планирањата никогаш не се на ниво на држава, туку се на многу повисоко и пошироко ниво од тоа. Пример за тоа беа, да речеме, сините точки, односно креирањето на услуги кои што беа обележани со сина точка за бегалците на секаде низ рутата каде што ќе ја видат сината точка, да знаат какви услуги можат да добијат. И тоа беше проект кој што го работевме заедно, УНХЦР заедно со УНИЦЕФ. Така што во таа насока соработката не е проблематична воопшто. Дополнително, кога се работеше за непридружувани деца, кои што поминува по рутата, се споделува информации од страна на различните канцеларии на УНХЦР, за да можат тие деца да бидат пречекани и да им биде помогнато од страна на тимот во соседната држава. Може едно прашање само, кој споменавте децата, заборев да ја прашам. Имаше една диспропорција, да речем, ја не ги знам бројките, вие би требало да ги знаете. Во Македонија не беа регистрирани деца кои доаѓаат сами. Значи, не мора да значи ке се без родители, но беа во некаква придружба. На крајот, кога излегува, кога завршија во некој од европските земји, огромна бројка на деца дека биле сами. Кај се изгубија тие што ги следат? Имаше еден проблем на почетокот и тој проблем од ноември се поправи во регистрацијата, а се поправи затоа што тука забележавме дека деца кои што се со своите родители во Грција биле регистрирани како непридружувани деца и по автоматизам и тукашните власти им издаваа посебен формулар за регистрација. Откако се увиде дека тоа е грешка, ги алармиравме колегите во Грција кои што ги алармираа властите, па таму ја исправија грешката, но во меѓувреме поминаа доста деца за кои што тие се водеа дека се непридружувани, додека тие во суштина си биле придружувани од своите родители, но по грешка биле регистрирани на посебен формулар. Ама тие стигнаат во Европа како 100.000 деца, или не знам која бројка, 10.000? Да, неколку илјади деца беа. Предпоставувам дека... Колку беа? 10.000. Да, околу 10. 10.000? Да. Една нула ми фали. Не. Но и во тоа се вели дека имаше политика, бидејќи ако биле сами, тогаш им следеше правото на соединување со фамилијата. Што поголема бројка, тогаш имаше можност, муабетите беа дека доаѓа со еден родител, ги оставаа децата, се враќа по другите членови од семејството. Посебно е важно кај најризичните групи, а во најризичните групи спаѓаат токму децата, уште повеќе непридружуваните деца. Затоа што исто така имате ситуација каде што децата знаат дека доколку се декларираат како непридружувано дете, за нив регистрацијата ќе трае подолго, има можност да не им биде дозволено да продолжат, така што
кога децата беа на возраст, на младешка возраст, каде што може да ја прикријат својата возраст и да кажат дека се полнолетни, се обидуваа да го прават тоа со цел да не бидат спречени и задржани, да може да продолжат понатаму. И најчесто деца се до 14 години. Не, деца се до 18 години според регистрацијата и формуларите, бидејќи најчесто овие случаи се токму тоа што го зборува Љубинка. А инаку во врска со тоа што вие ги нарековте заглавени бегалци, ние не би сакале да ги гледаме како заглавени. Дали ги има во Србија или на патот? Да, има и во Србија и тоа бројката во Србија е доста поголема од овде. Важно е на овие лица да им се даде можност да пристапат до системот за азил. Кај нас од овие Што значи тоа? Што за нив би значило тоа системот? Да аплицираат за азил. Што значи во подобрување на животот додека се тука? Прво, не би требале да бидат сместени во прифатни центри Табановце и Винојук, туку би требало да бидат сместени во Центарот за баратели за азил во Визбегово, кој што е објект од цврста градба, кој што е скоро реновиран. УНХЦР помагаше за да го реновира. Отворен тип миграција во општеството, обучение, отворен работа. тип, точно. И потоа, додека се чека одлуката за дали ќе добијат азил во државата или не, секако им следуваат права, како што кажавте, од аспект на социјални права, од работа, интеграција и така. Сега, работата е што помеѓу овие лица во Винојук што се сместени, има и баратели на азил. Има лица кои што поднеле барање за азил, а се уште сместени во Винојук, без разлика што законски тие треба да се веќе преместени во Центарот за баратели на азил Визбегово. Исто така има голем број деца. Повеќе од 50% се деца и во Табановци и во Винојук. За нив тие се веќе 6 месеци тука и ова е веќе втора академска година како формално образование тие не можат да остварат. УНИЦЕФ се обидува преку своите партнери да им обезбеди некои форми на образование, но многу е важно тоа да биде формално образование кое што ќе може потоа да биде сметано и да добијат одредени кредити за да продолжат на друго место своето образование. Така што важно е да се погледнат потребите на овие лица и нивните права. Завршуваме. Ајде да завршиме со безбедносниот аспект, бидејќи го споменавме координираноста и безбедноста на Европската Унија, на земјите од Европската Унија, кои што, како што рече Иванов, ние немаме пристап до информациите. Разузнавачки. Централни разузнавачки. Тие најавуваат дека од ноември почнуваат со систем на прво наплата за влез, но исто така и систем за прибирање на информации секој што сака да патува низ Европската Унија. Дали е тоа дел од безбедносниот систем што го градат заради бегалската криза или генерално? Не, ова не е поврзано со бегалската криза. Но некако се поклопија работите. Значи регистрацијата е и за граѓаните лично. Значи лично на граѓаните кои што имаат слободен влез во Европската Унија, значи безвизен режим, меѓутоа регистрација на секој граѓанин и тоа точно од безбедносен аспект. Значи ќе се зема оттисок фисот на секој оној кој што ќе премине, нели, границата на Европската Унија и тие имаат единствен систем на податоци кои што го експлоатираат сите држави членки, нели, вие да влезете во Хрватска кои земат податоци, нели, и ФИС, оттисоци, тие може да ги циркулираат, значи може да ги користат сите земји членки. Меѓутоа во секој случај малку е од безбедносен аспект би ги оправдал
бидејќи ние гледаме лично секогаш и локално како Македонија, меѓутоа регионот е многу ризичен, значи нашиот регион е доста ризичен во Европа, од аспект на регрутација на дел на потенцијални туристички припадници на туристички организации кои што континуирано вршат действија во европските земји и би рекол дека за да нема можеби за да нема двојство на дел од државите ги ставиле сите во пакет. Да. Джепи, само уште едно прашање кратко. Се подготвуваат ли бегалците за зимата што престои? Дали вие им помагате во тоа? Значи, токму денеска имавме координативен состанок на таа тема. Излеговме, значи, Министерството за социјална политика, УНХЦР, Црвен крст, ние како дел од организациите и други организации партнери на терен. Тоа што ги имаме во план е дека над 90% од потребите веќе ги имаме како залиха од храна и облека и хигиенски средства кои што би им требале за зимата и некои поправки кои што треба да се направат, значи за да можат овие центри кои што се импровизирани за да можат да пружат Вие не сте УНХЦР, има ли се уште донатори кои помагаат легеси бегалците? Значи намален е бројот на странските донатори кои што тоа го прават, бидејќи сите се поради помалиот број на бегалци кои што ги има тука, се надеваат дека најверојатно Европа ќе ги прими овие луѓе и затоа што поголемиот дел, значи како што рековме 56.000 се наоѓаат во Грција и затоа поголемиот број на организации е замина таму да работи конкретно. Благодарам на сите на учеството во оваа емисија, за информациите што ги дадовте. Подолго време не сме разговарале на оваа тема, но ете се актуализираше и во светот и во Европа и кај нас. Ќе ги следиме движењата, можеби ќе има, можеби ќе нема нови бегалци, но очигледно дека тој бранд така нагло не може да престане, со оглед на тоа што сите заслагаат дека земите од каде што доаѓаат се уште не се стабилизирани и луѓето немаат избор освен да бегаат. Благодарам уште еднаш за учеството во аргументи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.